Ние повеќе имавме сега ротација на кадри или некакви меѓукоалициски исполнување на некаков меѓукоалициски договор или пополнување на празни места, отколку некаква суштинска реформа која што се најавуваше во изминатите 2 месеци. Се разбира дека сите ние и граѓаните очекува многу повеќе. И нормално имавме и удвојување на функцијата премиер и министар за финансии. Кога се прави одредена реформа, кога се прави реконструкција на влада, прво треба да се анализираат кои се слабите точки, да се детектираат, да се најдат причините кои се, и потоа да се направи план, да се донесат луѓе како на кој начин тоа може да се унапреди, односно да се надминат тие слабости. Ние тука видовме ротација на кадри, одредени места за дел од коалицијските партнери и пополнување на испразнети места поради оставки на министри. Далеко од она што граѓаните го очекува, односно нешто што граѓаните го очекуваат, туку од она што се најавуваше. Очигледно дека со оглед на резултатите на претставителските избори пред се во првиот круг, граѓаните не очекуваат многу. Очигледно дека бил искрен минатата година премиерот, кога по барањата за одредени смени на функционери со скандалот во однос на доделување грантови, доколку ви текнува. Мислам дека точно пред една година беше, кога излезе со една изјава и кога кажа ние немаме други кадри. Дали сега со ова се потврдува тоа, останува да види.